За почеток на темата ризиците од поевтините ботокс и филери кои што се во моментот во една невидена експанзија. Зошто е важно да се консултирате секој пат, велиме, со специјалист? Ботокс и филери стануваат се популарни во естетската медицина, но за жал се поголем број на луѓе поединци се одлучуваат за овие процедури без да се консултираат со стручни медицински лица. Наместо да се обратат на специјалисти и дерматолози, многумина ги бираат можеби поевтините опции во козметички салони, што носи и с некој пат сериозни ризици и компликации. Со оглед на тоа што овие процедури бараат високо квалификуван медицински персонал и адекватни услови, важно е да се биде свесен за опасностите кои може да настанат од нестручно извршување на овие интервенции. И токму тоа е причината што пред извесен временски период се покрена иницијативата од страна на Сдруженијата за естетска медицина за всушност да се воведат законски измени и само лиценцирани доктори да можат да ги прават, да ги изведуваат овие естетски интервенции, се со цел да се намали бројката на несакани последици, поточно на пациенти кои што ги доживуваат тие несакани последици, и се разбира кога ќе имаме желба да го направиме и потреба да го направиме тоа, да се препуштиме во рацете на стручните лица. Ние ќе реализираме оваа тема од сите можни аспекти, колку што ни дозволува времето, а време имаме. Но денеска имаме и анкета. Ги прашавме и дел од граѓаните како размислуваат на оваа тема. Всушност, уште еден важен момент, а тоа е колку она кое што се пласира на социјалните мрежи и таа искривна реалност која што ја доживуваме од тие содржини може да влие токму и на зголемениот број и на оваа епидемија од ботокс и филери од нестручни лица или на своја рака, како велиме. Ајде да видиме анкетата, да видиме кои се размислувањата на дел од граѓаните, а потоа и почнуваме со нашиот разговор во студиото. Што е поем за убавина за вас? Што е поем? Поем за убавина. За убавина? Надворешноста не мора да биде символ за убавина. Природа, лепота. Природната убавина и достоинственото старење. Што сметате за устните полни со ботокс и филери? Не ги придржувам. Не сум присталица, затоа што сматрам дека секој човек, жена, треба да биде онаков каков што е роден и каков што е створен од природата. Искрено, јас сум лично против тоа. Мене не ме привлекува. Секој прави личен избор дали би сакал да аплицира такви додатоци или не. Тоа не ме свиѓа. Никако. Не. Неким така да биде. Господ како ќе те дал, така да бидеш пообавен, мислам те. Не треба со ботокс или такви за пирсинг, за тоа не ми одговара. Трендот со филери, ботокс и кој мислите дека го наметнува? Добро, тоа е, самите кажувате, тренд. Значи е нешто што е општо присутно преку медиумите, преку социјалните мрежи, преку некакви наметнати нови норми за убавина. Луѓето гледаат телевизија, следат што се случува низ светот и нашите го применуваат тука. Времињата нови носат нови времиња, нови однесувања. Именно, да, тоа беа и нашите анкетирани, благодарение на нашиот колега Мартин, кој вчера, доктор Игор, така, низ Скопје, централното подрачје, се обиде во сончевото време да анкетира неколку наши сограѓани и да го дадат и да го споделат апропо ставот за денешната тема. Од нив од повозрастната генерација кои што ги споделија своите мислења, но ајде ќе позборуваме и ќе предискутираме за тоа во продолжение. Рековме доктор Игор Пеев, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија или еден од најдобрите пластични хирурзи кај нас, може така да кажем. Фала на комплиментот. Воедно фала и на поканата. Интересна анкета, иако примерокот не е репрезентативен. Секако дека постарите луѓе ќе бидат против тоа, бидејќи тие се растени во едни други вредности и норми од времето кога најголема, како да кажам, екстраваганца кај жените било одење на фризер или одење кај козметичар. Да. Колегата Мартин ќе очигледно ги пресретнал овие повозрастни лица од третото доба, но добро дел од нив во анкетата, но она кое што ние го дискутираме, се разбери, кое што го најавивме, е она кое во моментот се случува, зашто најмногу сте сведоци вие, бидејќи се соочувате со целата таа ситуација и токму таму дојде иницијативата за да почнат да се случуваат промени во една позитивна насока. Јавноста е информирана, вие бевте и гости во Топ тема, Телма пишуваше за тоа и медиумите. Како всушност дојде до покренување на ваква иницијатива? Со што се соочуваме во моментов? Нашето Сдружение за естетска медицина е едно ново здружение во време на корона формирано
И една од целите и идеите за ова формирање беше да се заштити здравјето на пациентите. Воедно и да бидеме мрежнати као колеги кои работиме во оваа област, ова е нова област, меѓутоа пред се ни беше и квалитетот на услугата кој што ја даваме. Од поодамна се среќававме со ситуации кога неквалификуван кадар, немедицински кадар, практично се вмешува во овие води без доволно познавање пред се и на начинот за апликација, но уште повеќе и за видот и можностите од компликации, наснување компликации. Тие исти луѓе не им знаат како тие компликации да ги решат, што е уште позрачно, или пак да ги препознаат. Како поминуваше времето и како оваа епидемија за естетски интервенции, за минимални естетски интервенции добива експанзија, нели епидемиски размери како што велите вие, тој тип на компликации станува се почест. Во смисол на деформации на лице, инфекции, неквалитетни материјали, непознати материјали кои што водат до хронични инфекции, до повреда на алергиски реакции, доктор Игор, а некаде читав дека дури и до слепило може сето тоа да доведе, зависи тоа е што се една од аплицира. најтешките компликации што може да настане при апликација на тие хиалуронски филери. И водени од таа идеја, пред некое време размислувавме да практично го разгледаме законската база и да видиме како кој што се може. Во моментот тоа е прилично не допрецизирано, тие законски регулативи се активни повеќе од 10 години, односно биле донесени во период кога ниту неуротоксините, ака ботокс, ниту филерите биле толку во замав. И биле донесени, веројатно реда ради, за да всушност се покрие тој еден непокриен дел и составени во исти кош заедно со пирсинг, тетовирање, не знам, биоенергија имаше таму, па дури и липосукција. Знаете вие сега липосукцијата е една од најтражените естетски операции и не може да биде таа исто ставена овде, како што не можат ни филерите, ни неуротоксините во истиот правилник. Доктор, само можете во контекст на ова да го споменеме делот на да речеме едукацијата на населението или поточно на оние кои што посегнуваат по сето тоа да го прават на своја рака или да го добијат кај нестручни лица. Пред се работи за нашето здравје, нели? И ако ние сме неинформирани, неедуцирани, а правиме нешто на своето тело, кое што при тоа има негативни последици, апсолутно доведува до таквите пациенти. Еден дел е законската регулатива, другиот дел е едукацијата на населението. Покрај иницијативата, мислам дека на овој начин ние покренуваме и свеста меѓу населението, меѓу луѓето, пред се меѓу помладата популација која што многу несериозно го сваќа ова. Значи сум имал пациентка која што си купила филер и сама си го аплицира пред огледало. Знаете, тоа е исто као јас да земам да возам, не знам, авион, гледајќи од YouTube како се вози. Не знаејќи за последиците, може да има трајни последици тогаш како се кај нас нешто лошо да се случи, па тогаш да преземаме чекови, да превенираме. Така да, ова иницијатива, освен ова здружение, нашето здружение, е поддржано и од Македонската асоциација за пластични и реконструктивни хирурзи и Здруженијето за дерматовенеролози на Македонија. Така да тој обем на доктори е околу над 500 луѓе кои што практично стојат за дола. Во нашето здружение исто има и друг тип на лекари, односно има и стоматолози. И во таа насока да организираме едукации и неформални вештини за да луѓето, односно практикантите во естетска медицина знаат да работат соодветно. Само да прашам, апропо, како би се случиле тие, да речеме, едукативни платформи, доктор Игор? Вие и споменавте всушност периодов дека здруженијата и тоа како се подготвени со вас, нели, како специјалист за пластична и реконструктивна хирургија да помогнат во овие ревидирање на законските измени и меѓу другото, дали сето тоа можеби ќе биде со основање на работни групи на некој начин? Видете, ние сме расположени за разговор, имаме позитивен одговор од Министерството за здравство, начинот и формалностите како тоа ќе тече треба да го инициираат тие. Ние ќе дадеме предлози. Знаете, тоа е како добивање на водачка дозвола. Секој од нас е кандидат, меѓутоа ако не го поминеш тестот за возење, нема да добиеш дозволата. Во мојата глава е така, меѓутоа како ќе течат тие, дали ќе се формира некоја координативно тело или тело за евалуација или тело за надгледување или пак ќе се собираат одреден број на бодови.
начинот и формата треба дополнително да бидат одредена. Во секој случај треба да има измени. Зошто? Естетската медицина, многу пати тоа споменуваме, е медицина во базата. Фундаментот е медицина. Не е тоа нанесување на некои креми, туку е практично продирање низ кожата. Сепак е хируршка интервенција некаква, така? Ајде Не речеме, хируршка, не не хируршки, има и хируршки. Значи, естетската медицина е големо поле кое што се развива со една брза динамика, која што опфаќа хируршки техники, минимално инвазивни техники и на крајот од денот и овие нехируршки инјекциони техники, што ги велиме ние, а тоа е продирање со игла низ кожата до некоја структура од лицето најчесто, но може да биде и во телото. Знаете дека може хиалуронски филер да биде аплициран и во задник. Имаше еден период и во гради, па се покажа дека не е добро, односно прави некои непосакувани работи. Не се, поентата е да вештините што ги имаат овие луѓе, значи што ги ствараме, како практиканти во естетска медицина да има некој ниво за да квалитетот на услугата биде добар, пред се заштита на пациентот. Живееме во едно интересно, па можеме да споменеме и чудно време, кога како глобално, па така и кај нас, она кое што се сервира на друштveните, на социјалните мрежи, и не случајно и свесно го ставивме тоа и во нашата тема, да влие, особено како што споменавте и вие, на помладата генерација, која што и не толку размислува и можеби не е толку фокусот таму во однос на едукацијата за тоа како и на кој начин треба да се направи. Важно е да изгледаат така како што сакаат, а при тоа да се идентификуваат со некого кој што го следат на Инстаграм, и најчесто тоа се светски инфлуенсери. Со вашето искуство, со секојдневната работа, соочување со пациенти, колку често се соочувате со вакви примери од тоа кое што можете да го дознаете од самиот пациент, од вашето чувство дека навистина има едно влијание кое што доведува до ова? Многу често е тоа, посебно значи во таа млада популација. Сакам да изгледам вака. Да, и доаѓаат значи не само за инјекционите техники, него и за операција на нос, на пример, ќе ви покажат модел на нос, како оваа глумица или овој глумец, еден период Анџелина Џоли устите беа многу тренди, сега е нешто друго. Видете, тоа е како во модата, за се има тренд. Но што, кога ќе заврши тој тренд, има некои работи кои не можат да се вратат. Значи, не се reversible. Така да, моменталниот тренд на Fox Size, например, кога ќе излезе од мода, како тоа би се решавало? Нивни се одлуките, нивни се парите, како да кажам, нивна е желбата. Наше е да потенцираме кој дел кај нив би бил подобро да се разубави, кој дел да не го чачка, да не го разубавуваат, но на крајот одлуката сепак паѓа на страна на пациентот во соработка, односно во заеднички консензус. Бараат ли често консултации, сугестии од вас, или веројатно се различни пациенти со различни барања, или има повеќе од оние кои што се дефинирани во тоа што го сакаат и не слушаат никој? Па видете, помладите се потврдоглави, да кажам. Ке дојдат и ке речат, јас без таа големина, пример, еве за силикон, без таа големина за силикон, ја не излегувам од овде. И јас ке, например, ке почнам да кажувам, ке ви пречи на држењето, на постуралноста, на грбетниот столб, на вие сте грацил, на... Не. Повторно децидни и секогаш е некое такмичење кое што е во позадина или некоја, како да кажам, имам повеќе, имам над, значи таа борба човечка и за да се изгледа помладо и да се изгледа подобро е исконска борба, знаете. Ние сме овде да тоа го предочиме на пациентот што може да се случи несакано доколку и ја тераме нивната желба. Тука е секако, Игор, ќе се сложиме. И јас сум највеќе среќен кога моите идеи, односно моите сугестии, односно мојата консултација со консултацијата, односно желбата на пациентот се урамнотежени. Тоа е најдоброто решение, најдобрата солуција. Кога некој од нас попушта, а најчесто ние попуштаме на пациентите... Тука се случува фијаско. Да. Тука се случува фијаско. Незалудно ќе кажеме дека добриот однос доктор-пациент секогаш ги дава тие позитивни резултати. Е сега некој пат и ваши колеги, не само во Македонија, туку гледаме и да Србија, и за регионот и во светот прават преседани, па не прават или прават некој пат компромиси, па дури и спротивно на законите на нештото, нели, како естетика, знаат. Да, и за жал, тој тип на модели се многу често
сакаат да бидат, мислам, ги копираат овде. Имено. Да. Сигурно ви се случува и вие како ветеран во ова дејност и занет, како што вие споминавме сега, доаѓаат сакам да изгледам вака, меѓутоа претпоставам дека вие точно знаете да им кажете, ткивото ќе почне да се распаѓа и така натаму. Луѓе имаат децидни се во одлуките и така натаму и некои ваши колеги ќе направат преседани, па ќе го направат веројатно за повеќе профит, ќе се земат. Етичкиот момент го има во секоја професија, не е тоа само во докторската фела, и ке вас новинарите има неетички. Апсолутно. Тоа е сепак став на човек, така да околу тоа не можеме многу да влијаеме. Битно е да ние го задржиме основата. Во моментот нашата основа што е? Да, неестетските интервенции, посебно овие инекциони техники, бидат работени од страна, да се навратам пак на темата, од страна на минимум доктор по медицина, минимум доктор по дентална медицина, со соодветна надоградба, како што споменав, дали низ курсеви, дали низ некои обуки, зошто? Бидејќи естетската медицина се уште не е инкорпорирана во класичните медицински студии. Ја нема. Ние секако ќе заостанеме многу. Во некои делови од Западна Европа веќе имаат посебни оддели, за естетска медицина, каде што се вклучува естетска хирургија и нехируршките естетски третмани. Како посебни клиники кои се бават исклучиво со тоа, тоа е исто наука. А каква е состојбата на доктор Игор во регионот? Единствено мислам дека има во Риека студии за естетска медицина, иако не се лажам, во Варна, но тие се нарекуваат студии за longevity, како долговечност. Да. Холистички пристап за долговечноста, не само убавината, туку и здрав начин на живот, и стил на живење и така натаму. Бидејќи го споменавме соседството, односно земјите од регионот, со тоа кое што постоеше како податок дека во соседна Србија има некаква законска регулатива по ова прашање, иако таму исто има експанзија на сето ова кое што еве и кај нас го имаме, но тоа што ме зачуди е Бугарија, која што имаше нимил настан исто така со пациенти кои што завршиле за малку фатално, иако не со големи последици, а Бугарија како земја членка на Европската унија како би можела тоа така да го спроведува и како би можела да нема дефинирани закони, мислам ако нема што останува за останатите земји. Изборот на, затоа велам битно и свеста на луѓето, изборот на пациентот, односно клиентот, каде ќе отидат на крајот од денот е нивен. Да. Ја затоа апелирам да се оди кај луѓе што се стручни, кои што се познати во оваа струка, на крајот од денот кои што се барем лекари, барем стоматолози, барем нешто што имаат некое познавање за анатомија на лице, за анатомија на структури, за да препознаат компликација, бидејќи касно, еве споменавте слепило, доколку не се препознае тоа, доколку се изигнорира тој момент, многу често знаеме ние, ништо ќе ти помине, стрес, ме разбирате, некогаш сме многу површни, може да остави траен дефект. Сега еден пациент, односно клиент, ја ги нарекувам клиенти, пошто тоа се здрави луѓе, не би ги нарекол пациенти, доаѓаат здрави и со желба да излезат пубави, излегуваат осакатени и унаказани. Веројатно вака и за гледачите кои што не гледаат, во однос на тоа кога и како се приметува, ако случајно завршиме кај нестручно лице или се има такви примери, кога се гледат првите ефекти од таа нестручност, тие појави? Во Србија споменавте, тоа спаѓа во доменот на надри лекарство, односно тоа се луѓе што се бават со медицина, а не се доктори, тоа е практично кривично дело надри лекарство. Да. Што може да биде првиот симптом? Најчесто настанува некоја инфекција. Значи во нестерилни услови, работа во антиасептични услови, кога може да се нанесе некоја бактерија, тоа е најбаналниот момент што знаеме ние дека антибиотик може да биде истретиран. До хронични инфекции, грануломатозни инфекции, тоа се да речеме едни подолготрајни тлеечки инфекции кои што прават длабока деструкција и после одеднаш излегуваат на површината на телото со големи гноеви, истекување на големи количини на гној со деструкција на ткиво, каде што обично останува голема лузна. Тие се лекуваат потешко. До оклузија, односно запушување на крвниот сад од страна на самиот материјал. Значи, крвниот сад има еден лумен, доколку тој лумен се запуши, значи дотокот на крв прекинува да стигнува до ткивото за кое што е наменето, или пак е притиснато од надвор и доаѓа до изумирање на тоа ткиво. Па се менува бојата, колоритетот на лицето.
станува бледа, понатаму модра, па доколку се накалеме инфекција, веќе ткивото не е резистентно на надворешната микрофлора од нашата кожа, нели сите имаме еден бактериски микрофилм, настануваат гнојаници, изумирање на ткивото, некроза, лузна. Знае И доктор Игор таквите да се доаѓаат кај нас. Да ги И најчесто не кажуваат каде биле, и завршува со нивна штета. Знае често пати луѓето да бидат да се отрујат, мислам дека од овие аплицирање на прашање лаички. Дали труење може да дојде до Ова што го аплицирање на споменавте за Бугарија, всушност е труење со ботулинов токсин. Односно, сега на симпозиумот имавме познат тоа ќе еминентен стручњак од Софија, кој што ни ја објасни во кратки црти историјата. Значи, тоа е неквалификувано лице од странска земја, со не квалитетен, односно непроверен, нерегистриран препаратот ботулинов токсин, каде што вредностите на ботулиновиот токсин биле превисоки за соодветната апликација. Инаку ботокс или ботулинов токсин всушност е отров од Clostridium botulinum, една бактерија која што во големи количини прави парализа на главната мускулатура и настанува смрт заради депресија на респираторната мускулатура, значи прекинува да дише пациентот. И сега во големи количини биле отруени овие луѓе и затоа завршиле на респираторна машина. И сето тоа треба да биде вака објаснето, јасно и гласно, за да се всушност свати ризикот доколку Се уште од 13-14 пациенти се уште 2 биле интубирани, односно на вештачко дишење. Да, тоа за Бугарија баш и го прочитав како податок. Инаку и кај нас доаѓаат доктори од соседството, исто така не профилирани, односно непознати за нас, со материјали непознати за нас и од таму сме виделе исто несакани последици. Пред да споменеме за симпозиумот, сакав да ја прашам, оние кои што ги аплицираат, а катадневно можеме да забележиме дека за жал нели и младите, како што кажав, подлегнуваат на овие нови естетики на убави назад камери, предат нели споменавме дека можеби се враќа и трендот кај многумина, како што споменавме некои од овие светски икони. Меѓутоа, чувствувате дека можеби ќе се случи една, ајде како да кажам, ретроградност, па враќање на старата убавина, како што еве нашите испитаници можеби од трето доба најчесто одговорија во да ви кажам искрено, осеќам дека веќе интерес за преголемо, се намалува. Кривата се намалува. Се намалува. Осеќам, меѓутоа се појавува друг тренд, а тоа е тренд на пример конкретно за лице, сјајна кожа, млада лашки изглед кожа, природна кожа која што свети оддалеку. И тоа носи друг тип на третмани, повторно од оваа бранша, меѓутоа не е пренапумпано, пренагласено, исто и за силиконите, например. Имам чувство кое што нели секојдневно го гледам, дека се повеќе и повеќе доаѓаат да ги намалат градите, да стават помали, подигнати, да биде по-секси, по-суптилно, а не пренападно, да не речам, нели во друга насока изглед. И дај Боже да е така, пошто видите, убавината за мене не е само убавина од надвор, значи зашто некои луѓе се млади, еве Мик Джегер го видовме на 82 години скокаше. Значи тоа доаѓа од внатре, с позитивната мисла, со здравата храна, холистичкиот пристап и на крајот ние како естетска медицина сме шлагот на таа една убавина. Така е, убаво кажано и верувам дека многумина ќе се согласат со тоа, иако повторно тука ќе ги споменеме младите, како велиме младост лудост, па секогаш во младоста тоа изгледа и поатрактивно и попривлечно и сакаме да го имаме. Како што беше во наше време пирсови и така натаму, така. За тие млади, иако имаме сега отворена врата од Министерството за здравство за да се случат овие законски измени, дали сметате и дали мислите дали воопшто би можело да има некаков критериум, возрастна граница, кој би можел, од која возраст би можел да почне со аплицирање на ботокс, кога би било потребно докторски аспект тоа да почне да се прави? Многу често гледам, значи девојчиња пред матура доаѓаат и ставаат усти. Имаат по 18 години и значи се подарок ваучери. Значи се полнолетни и се они одговорни за своите одлуки. Меѓутоа сме имале и прилика кога малолетнички доаѓаат, јас сум ги враќал нормално со право, бидејќи тие мора да имаат согласност од родители. Инаку во однос на естетските хирургии ние работиме, например, корекција на уши на малолетни дечиња, за да го спречиме булингот што евентуално би настанал во школа. Понатаму деца со криви носеви, кои што ради иста причина.
И сум имал еден случај, например, на девече, на вистина немаше воопшто гради, млада, убава, згодна девојка, без гради, со дозвола од родителите си, што за мене е окей, бидејќи сите тие работи водат до комплекс. Да, апсолутно. А естетиката помага тие комплекси да ги излечиме. Излечиме и само довербата да се врати, да. Да, и сега како за завршеток на нашиот денешен разговор, во кој што времето навистина брзо, но квалитетно ни измина, го споменавме симпозиумот кој што неодамна заврши, 6-ти поред рековме. Така. Во текот на разговорот споменавте дека естетската медицина се уште не е вклучена буквално или се уште можеби треба да се истражува и да се интегрира, да речеме. Колку ваквите симпозиуми на вас како доктори ви помагаат во однос на секојдневната пракса? И истовремено колку тоа што естетската медицина се уште не е во еден таков целосен дел со медицината може да представува пречка за вашата работа? Ја би сакал да биде инкорпорирана, значи барем како предмет во склоп на медицинските студии или како посебна гранка специализација или како субспециализација. Мислам дека има естетска дерматологија субспециализација во моментот кај нас на медицинскиот факултет. Нашиот симпозиум, кој што помина одлично, со голема посетеност, со гости од регионот и од овде, ни се битни вакви симпозиуми, прво заради тоа да бидеме мрежани, како стручњаци, да знаеме кој каде што како работи. Второ, да го следиме трендот на компаниите, бидејќи естетската медицина со брз раст се развива, и фармацевтските компании многу инвестираат, значи сега последен тренд е, например, кастом, значи за едно лице направена крема со ДНК код земено од крвта. Значи се оди до микро ниво, до молекуларно ниво и тие трендови доколку не одиме на симпозиуми нема да ги пратиме. Да. Ќе гледаме само YouTube и ќе ги гледаме само убавите работи. Ја знаете дека под секоја убава работа некош има и токму затоа треба да одиме на овие симпозиуми и на овие усовршувања за да ги знаеме ризиците и да ги препознаеме. Тоа што другите што не се доктори не го прават. Така, наедноставно кажано. Така е, да. Тогаш се гледа само во страна на бизнисот, таа се разбира не е воопшто суштината или поентата во тоа кога се работи за човековото здравје. Доктор Игор, ви благодариме многу за вашето време и за тоа што денеска бевте дел од утринска на Тилма и покрај тоа што нели си имате ваша секојдневна работа, одвоивте време за нас и за нашите гледачи и веруваме дека во иднина овие работи за општо добро на секој од нас кој што и ова во склоп на законот за јавно здравје. Да. Значи, така навистина е за јавното здравје и за општото добро. Да, затоа и сметавме дека треба да имаме една утринска тема со нели стручен доктор како вас за да може и да го објасниме тоа и да кажеме докаде се сите овие новитети кои што веруваме дека позитивно ќе се движат и во иднина. Благодарам на поканата, времето многу брзо ми помина, мислев уште ќе има. Много страна. Да, ни помина чекаме следна следба и се надеваме дека можеби се ова ќе резултира и 2025 ќе биде некоја можеби нова табула раса и за ова што го споменавме.